Во Чешиново Облешево се сеено фори салански од уште стои во амбарите. Само во оваа општина непродадено е околу 10 тони квалитетно македонско бело злато. Оние што не успеале навреме да најдат купувачи, сега Оризот намерно не го даваат, зашто за него им се нудело нереално ниска цена. Цената е послаба и од лани. Лани го јада до 70 динара, сега уште чувам, имам околу 2 хектара, што знам, 15-16 тона може да имам, 14 или не знам точно. Уште не сам го дал, зашто 50 динара цената некако према лани не одговара. Лани имаме 3000 динара по 30.000 по хектар или 3000 по декар од државата субвенции по декар. Сега е 1300 динара и цената е 50 динара. И каде? Вижи дека непорно по-лошо иде. Диктирате цената вие преработувачите и откупувачите и така да они гледат за нивни джеп, за земеделието се помогу. На уште несобрани пари овдешните земјоделци поради поплавите имаат двоен, можеби и троен трошок за нивите да ги подготват за новата сеидба. Имаме многу големи трошкови. По 3 пати ги преработуваме нивето, ударија трава и не можеме ние. Многу трошкови се големи стварат. 3-4 пати, ја ги луѓето и тамо, сега ги онадуват. Не може, со тоа не можеме да искочиме на крај. ЕСАПот никогаш не е на страната на земјоделците, но друго чаре нема, па иако подоцна од оптималното, тие деновиве почнаа со сеидба. На почетокот ќе одам со Сан Андреја, а после ако закаснам со сеидбата, ќе сееме дори брзите семења. И ќе видиме како ќе се покаже есен тоа семенска роба. Дали ќе биде добро за едната година да сееме или не. Ако не бива, нема потреба да го сееме. Оризарите од Карбинско, Виничко, Кочанско и од Чешиново Облешево годинава ќе сеат на околу 5000 хектари. Колку ќе жнеат е неизвестно, но секоја година количините на посеан и ожнеан ориз се помали.